ако не исчезнам, Како не, јас снимив со Кристина Арнаудова дует еден, таа песна ми се чини. Преубава песна. Да, бе, како значи, не. Тоа е исто безвременски хит. Направивме, бе. Да. За недела дена $2 милиона направи еден лик, рибар. Вика, како стичи до првог милиона? Како постати милионер? Брзо живеат. Да. И сега он треба ти да седне, да мисли на тоа, треба да легне да заспие, па ќе стане од 3 сацавари, па ќе запише нешто. Ти како викаш сега пишов, се снимам. Све е тоа ново, дојдено време. Ме разбираш? Да, ама квалитетот и душата ја нема. Свати како сакаш 45. Добре дојдовте уште едно издание на Шанк и што да најавам долго, само ќе кажам брейк. Брато, добре дојде на Шанк. Добро ве најдов. Фала на покана. Како си? Супер. Сега постконцертно топ. За таа сакам да чуам ексклузивно после концертот си кај нас. Направивте нешто што досега не е видено кај нас. Види, така и најавив на пресот. Да. Јас сите, нормално сега они се по нивни концерти на Нокаут, сепак Джамбас има поголема традиција и со нив, повнимателно они објаснуваат. Ја викам, дечки, немам што да кажам, освен циркус ке гледате, викам, идете. И стварно бит на циркус. Ама нешто преубаво, брат. Да, значи, нешто преубаво. И Джамбас спомна, вика, малте не Металика стилот. Да. И он носеше мајцата со таа, вика. Си изглупиравме јако, не? Да, јако беше и да види како што треба. И народот многу бе. Што да, фала Никола, фала. Чекај, тука имаме нешто, гледаш брат, тоа е куда нас, све е најнормално, Ако се. И он кажа дека преубаво, и публиката, брат, гледа сите можни рилсови, ти беше брилјантен, брат, значи, како и секогаш, да. Слушај, со голема количина алкохол. Овие го пијат по една, ја три. И брат, чекај, да не ме кара Никола ќе дадам на гостите вода, секако повели, брат. У Кумано вика, кој вечера на кио доручкуе воду. Вистина е. Да, вистина е. Ја од ова ги си пием ако не. Може и така, брат. Знаеш, мислам дека фалеше вако нешто на Види, и на сцената, брат. Нокаут се бенд кој има не само 30 години кариера, 30 години творат, но има тежина. Значи, цела нивна музика е, брате, тешка. Сега да не викам у пичку матер. Слободно, можеш слободно, брат, слободно можеш дека сега си кажеш. И со тука на едното рамо да го имаш ти Игор Джамбазов, таков генije. Тоа не крај нема. Значи јас викам не требаше еден, требаше 3-4 да направат. Така и ја мислам дека требаше. И ќе наполнат. Нема шанси да не наполнат. Гениалци се, гениалци. Значи маестро Джамбазов имаме ја и он добро другарство кое трае веќе 22-3 години. Браво. Со него и он беше нели нормално кај нас. Привилегија, знаеш, другарство со Игор Джамбазов е привилегија, не е привилегија. Ние сега се имаме, се условуваме со баба, така се викаме. Значи, баба е жива енциклопедија, интелигенција, не знам што, музичар, глумец, творец, се уметник комплетен. Уметник, да. А за Нокаут, брат, уште од деца сум ги гледал, ги почитуваме и птен, како што мислам дека пере и има кумановски корен, како што... Да, има. Да. Знаеш како што е убавината кај Нокаут, кај пере, сега највеќе се дружам со пере, ама сите од Нокаут така, сите се топ. Сите придонесуваат поприлично му музиката која ја прават. И да обстане толку. Еволуираат. Значи од албум до албум се гледа, се слуша еволуцијата, како движат напред, како идат нагоре. Така да се, не знам, мене ми се фаворити од секогаш ми биле. Они се топ, се слагам со тебе, значи, нели некогаш знаат музичарите сите, и ние на некој начин уметници, творци, создавачи, некогаш не да утнеме, него да бидеме послаби од претходно, Нокаут некако како да е тоа невозможно кај. Да, шива не пере 365 дена вклучен во тоа, он е фокусиран. Знаеш како ти можеш да го зезнеш него во интервју. Сега скоро бевме на интервју, викам тата, така се викаме ние. Викам, тата ќе идеме, ако е во политичка емисија, викам, ама специјално не викна за нас, ја и ти двајца беме, кажеме концерт убаво за промоција све. Леле трема кога го фати, почна се поти. Кај ме носиш на вакви емисии? Зашто бе убаво? Многу сериозна емисија, бе, уживајте, викам. Ако не се збори, ја ќе зборам. Ќе се созбилиме, да. Да, ја ќе тропам, викам, уживај, не се секирај. Али е фокусиран на музиката, е бескрајно. Сега ми
Тоа валјда ќе изненадиме у некој нареден месец-два, еден дует, српска песна ми појави. Браво. Таков една романтична, убава песна, драма. И да не кажам, многу со српска една супер девојка, музичар, пејачка ќе би требало да биде дуетот. И се смрзнав, ми вика, види тата, слушај ова за тебе, ми вика, печено, пичко, ја пушта. Викам ти да, ти новата ствар, 45. Ја пунам оваа година 45. Да ти кажам, не, ми ја пушта, снимаме, една во милион ја снимаме. Да. Студио. Да. И у моето студио Метрополис. И шиваме јајан заедно, виски тука отворено, направено, чекај што ова, на пауза, ја легнам да запалам цигара, ми вика, тата, ти пуштам една, вика, ствар, сега ја завршувам, ми вика, ајде ја чуеш, ја пушта 45-ка. И јас се слушав, ја како бев легнат вака, станувам, брат, ова моја е. Вика, резервирано, не може, моја. Не, вика, ќе направиме заедно, не ја давам ова. Ова нокаут е. Преубава, страшна ствар, преубава ствар. Ја прв пат кога слушам на промоција Джамбас, нели одма ја пушти, викам, текстот е на Джамбас, Да, вау, викам, што е ова? Знаеш дека многу луѓе не знаат дека и Тони Михајловски пишува текстови. Како не? Флаша само Аутоистрада. Аутоистрада, добро, да. На мој еден од најголемите хитови за нас, со ние има текстот. Ја не знам со кој се кладев и јас знам. Најако беше сега негде ме спомнаме, лаеш, ама не по име и по презиме. И викам, ќе ти јебу, све ќе ти јебу. Во тој период се ја му звонам. Имаше изјава кој како песна. Ја не кажувам чиф е текстот. Така. Значи не кажувам дека е мој, ама не кажувам чиф е. Така. И му викам, слушај, да знаеш, викам, јас имав една комбинација. Немојте. Ќути не каже, не збори ништо. Он си го врзал крпче, пошто пази ти песна да направиш. Ама не гледај, текстот секаде се појавува. Значи сегде го има, во замк го има, вамо. Како иде, да. Официјално го има, го све. Ама викам, остави ми го вие 5 минути, остави ми ги сега тука. Фора една правам на едно место, разбираш? И он спомна, после текстот вика не го кажува дека е мој. Како не кажува сегде пишува дека е твој, што имам ја да кажувам дека е твој. Ја не сум знаел. И кога дозапочна, ние сме ептен блиски, исто него, значи уште пред Джамбас со Шанац сме ептен. Да, Шанац и да, и правиме нешто мобет и јас знам. Стицаем околности, знам дека е тоа негов текст. И правиме наше мобет и ја викам, Брикше пее таа песна, знаеш дека Шанац Шанац го напишаја, нема шансе. Да, Шанац го напишаја, сега што ми кажувате? Ама не сегде да отвориш да изгуглаш, тоа мора да пише Тони Михајловски. Тони Михајловски си пишува, да. И сега вика, и сега јас не знаев и за музиката. Имаше една ситуација, стварно не ја знаев, дека музиката има пере направено заедно со Тавитијан, браќаво. Аха. И јас стварно не го знаев тоа. Живи ме, ја ги почитувам, ги сакам Тавитијан. Зверови си кајцата и едниот и другиот и викам, човече, да не малци посраф од сите страни. Ние гајле ќе си читаат чива. Да, што е сега тука? Што е важно чива? Остана историја е тоа, разбираш. Али преубава песна. Супер. Јас се смеев со него, пошто имаме некои комбинации, некои соработки, пошто ти викам сме фамилиарно се дружиме, живееме. И јас кога почнав ова шема која почнав тука што е како е. Ти бил гостин? Да, он прв. Браво. И сега и пак ми биде здраве почна на редот со брада, бела. Да, со брада као Дедо Мраз. До стар бел дедо, да. Он е стар секако. Дедо Мраз ке видиме на площад овакво. Ги знаеш ли Дедо Мраз во Скопје, нова година, видно фрлени, со скриена брада. Маче, ви ги мајка дите. Ајде колена. Се сликаме. Викам, а детето е подар, да, детето е подар. Пази ти падна детето. Па, не ти стела, ела, мама. Вака се, може и мајката да дојде да ја слика. Да. Зимно време у Скопје на площад има и такви мразници. И сега еротски спремни. Као што беше со џумерко еротски приказни што беше. Да, оригинал. Брати, најако се средуваме и со Никола и со Даре, окей, топ е средно, реално. Супер бил. Јас од него ми значи секој мислење. Прво, како него искуство има. Таков човек да ти ти прокоментира макар и негативно. Се разбира. Е окей. Критика и да ти даде. Сега јас се слушам и викам, брат, гледај, му покажувам кој е окей. Добро, топ, супер ми кажуваше, никаме те ситници. Да. Едно време пошо ти викаме, тен се сакам, едно време вика,
Абе, свињо, да ме а ребрата ти се искриви од шанк на внатре. Цел живот ти на шанк, мене ме прашуваш за шанк. Смеам да се штракам. Смееш, мене ме прашуваш за шанк, свињо едно. Ке бараш совет од мене, појши си у кафана. Па да, брат, ја како дете сум го служил во некој култни кафиќи овдека, како детика станам, ја цел живот од 12 години на улица и сам. Браво. И се он ме земал во екипата таму. Затоа се снаѓаш секаде. Да. Секаде се да. снаѓаш. И брат, не сакам зло меѓу никој, брат. Не посакам зло на никој. Кариерата си е градена добро. Зло е за луѓе, зло е за изфрустрирани луѓе, зло е за луѓе кои не реализирале ништо во животот и сите други им се виновни. И ја имам дефиниција со 315 следачи и профилна слика од ливада, ти коментира колку си ти глуп. Добро бе, глуп сум, ме гледаш, бе, царе. Имаш таму 3 точки, смени си, да. Јас исто ми коментираат мене, често ме прашуваат за музика, како, шока. Абе викам, колку и да звучи претенциозно, да не е без везе, викам. Так. Ама може песна мене да ми се свиѓа, а знам дека нема кој знае како да помине. Да. Ма мене да ми убава, човече, јас сакам да ја испеам, јас сакам да испорачам. Кој ја слуша, не е важно. Но ме гали на крај, јас си веруваше ние да. дека за нас, дека во Бестрага ќе биде ваков хит. Никој не верува. Јас се заебам, да знаеше Джамба си пее дека ваков хит ќе биде, немаше да ми ја дадат мене. Сами ги се пријави. Немаше пере да ми се јави. Ела бе тата да видиш. Брат ти подметнале, ајде ова нема да пројде да пријави. Ја имам еден момент тежок во животот. Лани така ми беше некој напорен. Дали ти се верува, рек брат, дека таму кај што трчавме, у джеп и песната диши длабоко Джамбас. Тоа е исто. Види, гледаш, ама не може да немаш ти парче душа има оставено он таму, Да. негово искуство, вистински поминат материјал, животен материјал поминат и преточено во текст. Енергијата која имаме со Джамбас која беше тука беше ненормално јака затоа што брат, ние 6 месеца бевме 24/7 заедно. Впрочем и он го кажа тоа. Значи додека бевме тука имаше милион ситуации, комични ситуации, да мал милион брат, каже од каде Не може со таков генije да не си поминеш убаво, знаеш. Не може. Тој ако треба, ако му отвориш тема за плачење, тој со негова сугестија ќе напреда да се убиеш од плачење, ќе ти помогне. Да. Ако отвориш тема за хумор, ќе те згази од смење. Нема со него хумор, И брат. тоа не исто, и тоа не. Имав еден другар наш и у екипата кога се дружевме со покојниот командант, имавме една екипа и сега правиме мобет, еден другар му сакаше да пред него пред командантот, знаеш, он да каже како виц кажува. Вика, брат, ја те не те разбира, нека. Тука ти е Шанац, тука ти е Боби. Ке се повредиш, бе, кај предни виц, Кај леташ, бе? кажи го на некој од нив. Двајца они ќе кажат после Кај на се крај. подаваш, да, И сега, да. брат, се име и Шанац и он покушува виц да каже. Викам, добро. Заврши вицот. Заврши. А Шанац е заебан за тоа, брат. Е, Да треба да се искине од смење, он вака ги гледа. Да, добро. Брат актер, врвен. Брат, се врти во Тој може да ти може да ти Страшна работа. фора невидена ти направи другиот нема. Добри се. Многу заеднички моменти поминавме и затоа ми е кејф што еве со такви луѓе дел од мојата младост сум израснал, сум поминал со Се нив. искуство и знаење. Од Да. таму само да купуваш, од нив двајца можеш само да купуваш. Гениалци, паметни се. Јас за се што сум се консултирал околу проектите што ги работам, секогаш прво на нив двајца. Како Знам дека нема утка кај нив Тони двајца. има фантастична школа за глумци за деца. Да, сега. Керка ми одеше доста време. Па и Максим му е таму. Да. И слушај го, најако е, јас се немав чуено, се немав видено долго време со него. И Кирка ми каже, тато, знаеш што вика Чивава на кого? На Тони Михајловски. Вика, па Тони ми кажа дека сте другари. Па сме бе, викам другари. И кога се видовме, ти шок беше на Кирка ми, кај си стари, да се гушнеме, да, тој те сте вие другари. Да, ме викам зато. А има, мислам, стварно е фантастичен педагог добар е. Да, знаеш, да. што ми изненади позитивно, мислам со сопруга ми го заедно го водат тоа. Да, И стварно, да. што ми беше мене шокантно, по српски, по хрватски некој вртам, Да. ало, Тони, што правиш бе ти, кај глумиш, негде надвор, по Брат, и стигнаме до таа тема, за жал. Ја ја почнувам темата со сите, брат. Алал му вера, Жими, мајка, алал Со му сите вера. брейк успешни луѓе. Да. Значи, еве, со тебе, со и претходно и со Джамбас и Фала со што Шанат. не ставаш во успешните Во брат, луѓе, баш ми е кеј. гледа сега, не ти Фала. дизам веќе, јас сум отворен, па што гледа, што знае, да не кажам дека сум другар со Шанат, знаеш дека исти памет држиме сите.
ти си окей, коректен, шмекер, мангуп, позитивна смисла и сега само треба младите да учат како се проаѓа у животот и како треба да се гради една кариера, што вие сите сте ми узор, на мене дека не треба, не, ја не војувам со никој, градам кариера на моја среќа, не на туѓа несреќа. Кажавме на почетокот војување за изфрустрирани, за гневни, за нека си се излечат прво, нека си поминат, нека се видат сами во себе длабоко, да видат дека секој човек поседува потенцијал. Само мора да кликнеш и да го извадиш на може би брато до мразата они не го видат тоа. Дали од омразата, дали од тоа ги тишти тоа, ама треба да го надминат, да го трпат. Ја никош не сум гледал конкуренција, брат, сите. Види, здрава е конкуренција. Тоа сакам да кажам. Не ме плаши конкуренцијата, тоа е подобро. Нема зашто да се лакташ да правиш, тере си го ти твојот филм. Види, една работа мора да знаеме. Исус, не знам колку си побожен. Поприлично. Зашто го разапнале? За ништо, љубомора. Да, љубомора. Од завист од суда. Од завист, види го колку народ влече овој човек. Оди обеси го таму. У наводници прост човек. Значи не е газда не. Ако остај го нека има луѓето зашто го сакаат, знаеш. И сега ние се бориме со тоа, посебно Македонија, мало место. Брат, тука секој, јас имам пријатели блиски мои кои веќе престана да ги коригирам. Абе овој го знаеш, абе не ми го кажувај ти. И не кажа, добро бе, не ти го кажувам. Имаше еден Коста кога бевме деца, слушај го беше кај нас околу друштвото. Некој го праќавме, оди ова земја, дете беше такво пргаво. Живкасто дете, ама многу добро, многу супер. Отидов ја во Америка 3 и 4 да учам, се вратив, Коста 150 килограм сало на него. Толкав направен. Имам што да направи тебе? Кога ќе праќаш ти по цигари сега, бе? Свагаш, еволуираат. Абе, бре, кај кусурот? Какво седи, да? И одат напред луѓето, знаеш, и се развиваат и мора да се почитува тоа. Како што ние, сега се ставаме постарите, и 50 години сега пред некој ден направив. 45 кај ја, песната ми ова година, песната ми ова година. Ние 5 години покасно ја пуштиме да се не, вие си се осеќате како 45, што сега така е. Нема ќе ни избават лажам и за година. Генерација сме створи, И викам, сега ние влагаме во една клапа на повозрастни, позрели, сега ќе ги насочуваш младите да сакаат се што прават. Ја дури на децата мои викам, не мора, пази, не барам ја тебе бидеш музичар, не барам доктор да бидеш, не барам, што ти ќе одлучиш да бидеш тоа, ама молим те дај се од себе и биди број еден во тоа. Пробај да бидеш. Успеј у тоа што мислиш да го правиш. Успеј у тоа. Сакам молер тато да бидам, да кажеме, ако злато, ама биди најбољи молер. Да те бараат од сите страни, знаеш, дај се од себе, не го помине пасивно живот. И јас сум кажал на моите, значи, научете во животот да бирате, да не бидете бирани. Значи, со тоа што ќе успеете, тоа што ќе го правите, вие ќе бирате како, а не, еј, чекај, ај, Боби ќе го избереме од немај каде ли, ќе чекам ја некој да ми избере. Мора да се посветиш, мора да... Дали ми чека младите малце не се толку борбени како ние што сме, не знам како да го објаснам, да ги дефинирам тоа. Има една нов тренд кај младите, не се задоволни од ништо. Да. Дали дека се име дадено може да? Не само се име да, се име на дохват име на достап. Сега имаш јутјубери, појма немам, милионери во Америка, значи. И сега ти нормално е, тој има 16 години, пуштил, направил некој ваков канал, го гледаат глобално, направил у првите 3 месеци 17 милиона долари. И нормално и наше дете некој све да му биде малку. Да каже, чекај бе, види го што е попамтено. Лимитот му е многу голем, границата е многу горе. Порано ни немавме, брат, порано Google ни беше нас 1000 зашто 1000 зато книга. Книгата црвена. Црвената книга, брат, беше. И сега се ти е на еден клик на телефон, имаш све и то телевизија до серии. Може и нелојална конкуренција од друга гледна точка, ќе ти кажам од мојата бранша од полицијата. Може да се случи, тоа сега се менува, се коригира, валјда некој некогаш направил превид. Сега не зборам намерно, не намерно. Од незнаење. Да, ете така, од незнаење. Пример, јас со 20 години стаж у полиција сум полицаец, а ти со 5 години стаж у полиција си главен полицаец. И ти ми наредуваш на мене. Политика. Без знаење, ја ти кажам како треба. Так глупо живот. И сега, од друга гледна точка, се надоврзувам на тебе. Што сака он више? Он постигнал све у кариерата. Така е, бе. Со 5 години работа, зашто да се бори? Кон што да се стреми, кон ништо. Зашто да се бори? Само да стигне до пензија и чао.
Така, значи ти Немаме, не, има општа апатија. Пак знаеш кој е главниот проблем, што секогаш го кажуваме и ние го тргаме некако под тепих, ама реалноста е таа. Ја скоро бев на една телевизија и викам, луѓе, не ме сваќате погрешно, ама не сум југоносталгичар. Така. Иако сме живееле супер во Југославија. затекнав малци од тоа време. Разбираш, не, пази, сите големи фабрики, сите инфраструктурни проекти, се живо што денес и Македонија оплодува било тогаш направено. Во каков систем не ме интересирало. Копил сум. Сега бил, некои си одржувању на водници и не може да се Чека постигне. тоа што Тито го направи, не можеме го искречиме, многу јака пора. Така, е, брат, живо истина. И сега, зошто го кажувам тоа? Брат, знаеш што е ти на 12, на 15 милиона пазар да работиш? И ова да го правиш? Добро. Тебе замисли 300-400 илјади луѓе да ти се редовни гледачи. Ти си богат човек, Немаш не потреба. живам, него живееш богат. Богат. Оној, како се викаше, Бака Праса или Да, се вика? Бака Праса. Ме милионер, човек. Ама Пази, у кој Србија. тржиште е Србија кој Тоа сме сега ние? да ти кажам, и ние фрустрациите наши од тука доаѓа. Ама и плюс, на децава. и толку што сме малце, да не кажам, Милиони и још повеќе се мрзиме. Па не, затоа што не. Затоа успехот, ја цел живот го кажам, ќе го спомнам затоа што он е едно стварно покојна прекрасна личност, ангел Тоше. Значи, мислам дека Тоше направи многу голем успех од како отиде до Србија. Како не? Јас зборам еве и Тијана. И Тијана ја зборам. Значи, голем пазар е. да, Таму имаш... ако ти кликне, ако ти успе го, па замисли у Америка да отидеш да ти успе. Значи, Јас кога живеев во Америка како феномен го кажувам, гледав на телевизија за недела дена $2 милиона направи еден лик рибар. Зашто измисли блинкер, оние вака се вртат од метал направено од обично како од лим некој Ко лим, буквално лим како да ротира. Како влече да ротира, да се закачуваат риби, го патентира. Вика, ја не сум јас сум обичен рибар, вика. Сонува, вика, ова да си го направам, зашто мене. За мене си го направи. 2 милиона за 7 дена, $2 милиона. Имаше една за фраканција, мислам, добра вистина е, ама као посам демек за фраканција било, вика како стичи до првог милиона. Како постати милионер? И книга запакувана, толку дебела книга, еве како може и подебела од оваа, запакувана од целофан. Не ја знам. И сега одеднаш се пушта продажбата. Луѓето идат сите вака, пошто не знаат што е, нешто да, нели? да купат, да. Претходна реклама. Книгата се продава у 10 милиони примероци по $10 книга. Отвара целофан. Книгата отвараат прв лист, текст тука, ова му празно све. Па не И знам што вика, купиле. нека ви текне и на вас ваква идеја и вие ќе бидете милионери. Браво, гениален. Генијален. Браво, браво. Жат као за измама. Па шо е, не е измама не, тоа. не, Не судот вика има идеја. Па така е, идејата, таа ти ја продавам ја, готово, точка. Алал, значи, ама голем пазар. Да, Тоа, ние сме премал пазар и сега дај Плюс Боже. се мрзиме, брат. Многу се мрзиме. Ја не знам зошто еве сега толку сопки да се ставаат. Тоа на почетокот го еве го заправивме, го разграничивме. Ама дали еве не можем. Си имаме фрустрации, си имаме Нели? како македонче, си имаме малце притиснати, малечки сме, од вамо не сакаат, ондека ни викаат од другата страна. А зашто, брат, да не се ние сдружиме сте- заедно? Па затоа што политика секогаш на кратки стази и поени пробуваат да заловат и знаеш ќе направат таква некоја голема белја за цели народи, што Да дека се ај мра. може ние ќе знаеме, знаеш ти сршта Так, ќе знаеш. так. Ма деца кај ќе знаат по 10-11 години, аве кој го Па тркал, направи абе. катастрофални Не грешки знам што што е. поделбите, брат. Ево на пример, јас сум секогаш зборам многу отворено, искрено и нека ме критикуваат. Ние бевме последна генерација македонци албанци што учевме у исти објект. Ние заедно на матура бевме, И така и треба да биде. заедно на екскурзија бевме. Така и треба. Сега доаѓа време кога што ни македонците знаат албанци, ни албанците знаат македонци. Катастрофа. И тоа глупа политика некако. Глупа политика, значи- И сега кога ти го всади, пази ти, да кажеме последните од 2001 беше Да, конфликтот. така, Лош, ме лош, разбираш. така. Ама сега од тогаш се родија деца кои денес имаат 25-6 години. Така. Они не ја знаат сршта на тој проблем. Не знаат зашто е дојдено до тоа. Они гледаат денес и викаат, чекај бе, вака треба изгледа, треба сегрегација да се подалат, што е глупо живо. А, така затоа што Ама не знам, појма немам. Ја ги растам, 3 деца имам, ги растам
да сакаат луѓе, да сакаат генерално, дали е тој жол, црн, Исто, албанец, турчин. Мене татко ме учел дека постојат само луѓе и нелуѓе. Ете Добри и така, лоши луѓе. ете така, Затоа што вистина е така. имам другари албанци што многу добро живееме и се дружиме. Како не? Вика тоа што е лош за македонците е лош и за албанците. Тоа Се што е лош разбира. албанец за Ако е албанците добре е лош и човек, за е добре македонците. за сите, Да, тој не, да, на прва кривина и тебе ќе те тумба, брате, ти готово. Да. Крај и тука не те пушта. Дали мислиш дека еве нашите деца превише го злоупотребуваат компјутерот, телефонот, зборам областа на музиката и творењето и некако како да закасавме, мислам последните година, дена, две се размрда и музичкиот простор и стендапот, ама некако како едни долги 10 години последни како да беше некој зимски сон, брат, не знам како да Знаеш кажам, како ние се фаќаме кибернација тешка, брат. Да, ама ние се фаќаме за наши убави времиња. Да. Знаеш, ние се фаќаме за наши Имаме за што, да. Не сваќаш и секаш леле бака беше, леле као што се фаќаме за 80s, у 80-ти музиката најбоља у свет била. Ама праша некој дете сега 11-12 син ми Давид, на го прашаш на 12 години, ти каже не бе, сега имаме ова, Имаме по. Ме разбираш? Да. Се менуваат работи, се менуваат технологијата, се менуваат нештата, знаеш, се поинформирани, се име на дохват, се име на допир. Сега Ама тоа не би требало малце поише да ги мотивира, брат, да прават нешто подобро од Ќе нас. ќе ги мотивира. Знаеш, ако во едно друштво има 3-4, и се едниот си фатил една работа, шива му успева, вториот фатил му успева, третиот фатил му успева, ој сам нема да седи. И он ќе проба. Чекај бе, ја ќе пробам нешто, ќе правам и ќе успеат. Ќе успеат. Сега светот е многу мал стана. А можевме? Брат, Ајде, или Илија. вафли, Ајде, нашите Илија. поддржувачи, брат, нешто Браво, преубаво. да се живи. Нешто преубаво, нешто преубаво. Кога сме тука да ги Да не- спомнеме нашите поддржувачи, Елида маркети, најснабдени маркети во Македонија, етно село Тимчевски и добра храна, одмори, све што сака душичка да се одмори. Браво. Бања лук, све за вашите бањи, Арликино, Витамин бар. Сега е време вака за еден Јас сум ваучер, диета, ама фантазија, за еден ова. ваучер во етно село Тимчевски, ноќевање со појадок. Хвала. Одека сме Сан Сиро парфумерија, ова исто брат за тебе. Ајде, браво. И сега имам едно нешто што да не се навредиш, не си стар, него имаш генерација сме Човек у години 45, човек у години. Центар за биоинформатика Ревит. Се наоѓа на Средноводно. Добро. Ова е биомодул анти-age. Што збориш бе? Се прави регенерација на организмот. Ке ме укочи у годините, а? Го носам, брат. Сварно? Лично. Браво. Прави регенерација на организмот и ти дава повеќе сила, моќ, значи само има лепенки внатре 30, со 3 ги носиш 10 дена па го ставаш другото. Браво. Се наоѓаат на Средноводно, имаат прават искен на тело, доколку имаш проблем со телото, ти прават посебна терапија, стрикно за тоа и многу помага. Браво. Ова е анти-еч, пошто ние да застанеме тука на 45 ема. Дај Боже, дај Боже. Дај Боже. И ова баба е за тебе. Боже, Извини што се обратив со баба, ама не од бабето, да. Ќе ставам тука да се гледам Да. камера малку. И многу добро, пошто имав малце проблем со синчето, за 15 дена му се регулираше, се Стварно? доведе до едно ниво. Свака част, браво. Имаат програми за слабење, имаат ова име најновото анти-еж програма има ова. Дај Боже, ајде ќе За- пробам. Некако кожата омекно, брчките се малце подрегулираат. Сега не може да Браво. исчезне, брат. Абе види, не ни треба да исчезнат сега. Да, тоа е искуство, тоа е години. Убавината е тоа, имаш Раде Шербеџија, како вика, секоја брчка е искуство некакво. Така некој прича. Да, секоја некој брчка прика си има. знае, да. Знаеш, од пример оваа Си ти се од 20 до љубел, 30 да. години. Не си се љутел, негде си се смеел. Негде, Така е, така е. Така, да. Ние што се смееме повеќе сме тука и Да. Тоа е. проектите не ги откриваме цели, меѓутоа се надзира некоја добра соработка и малце, сега да не кажам, поголемо активирање во музиката твое. Види. Покрај имам- сите оборски што ги имаш. Да, ама милион. малце на стендбај ги ставив другите, Да. малку повеќе се посветувам сега на музикава, ќе видиме до која албумот бар да го завршим. Ете така. 3-4 ствари имам да ги направам за да се комплетира новиот, да го пуштиме здрави ако успееме септември, октомври да биде готов.
И знаеш како, сега другарија ме зезаат, ме кажа што прежбе па ти кога да ќе умираш, абе не викам кога да ќе умирам, ама сакам да оставам парче позади себе кое и кога ќе ме нема да трае, ме разбираш? И зошто кога може тоа убаво да биде музика, зашто да не го направам тоа и сега малце ете тие midlife crisis на 50 години ти доаѓа и си викаш чекај сега едно по едно полека малку. Покрај девојки ово, да не ме чуеш жена ми. Брат, па сега, знаеш како викаш? Жена имам, девојка си имам, да, и да правите луѓе, Пере ми е, сега, пази, Джамбас не можам да си го препишам кај мене, Джамбас е влезен во мојот музички живот преку Пере. Али си имам фатено за Пере, со Митевски исто имам добро соработувано. И он ми ја знае душата, знаеш, и Александар Митевски знае ќе се јави стари, доја чуеш нешто имам за тебе, ми вика. Сега Митевски нема секојаш време да и текстови чуда, па сам таму си ги пишам текстовите. Болиш беше таква соработка, фантастична песна. Брат, ја не можам да ја објаснам дека покрај све, не секогаш имам идеја да не кажам за кого како е, него кога ти доаѓа пишуваш. Да. Значи имаше сега шекаш да се навратиме на не сме југоносталгичари, јас сум малце, млад сум затекнал малце тој период. Чкалја викаше стваралачко лудило. Така е. Значи мене ми се случува. Ноќе може да се. Да, у 3 сабале. Ти кажа дека напишав 40 детски песнички, да, 4 сабале, брат. Браво, секоја чест. И сега пишам дома, јам тефтерим, ќе ми текне карикирам реклама за врати. Ја ја пишувам. Браво. И нека стои. Ако нека стои. Ако најде имам тука. Имам овие, јас сум ги покажал овие се купишта од претходните сценарија, емисии, што се пишувани. И ова треба младите генерации гледаат. Оваа креативност да гледаат и не мора секогаш све да се исплати не знам колку пари. Абе види оставаш парче позади себе. Така е. Вечно ќе траеш со тие твои дела. Сега беа младите, затоа микс од гости ми е и помлади и од сите бранши. И сликари, уметници, пејачи. Джамбас су пензионер. Еј, знаеш што беше најако, брате? И на него му дадо анти-HBO модул. И му викам, другиот викам 49 ти може. Му викам, Джамбас, викам ти нели претходно разговараме дека уште година дена до пензија има. И викам, брат, викам ти нема да ги пиеш, зашто? Ке те помладиш нема пензија да ти дадат. Не може пензионер да. И правиме момент и викам Джамбас кај, а тука си бил се помлади. Го залепи. Браво. И тоа викам дека не може да разбере дека стварањето не мора да значи стриктно дека мора да пишам за тоа. Колку пати пример си добил идеја што врска нема ништо. Сега ги ти кажам, пуштив една песна пред една во милион, исто на Пере музиката. Сега пази текстот. Јас, Пере и Джамбас го пишувавме. Имам една тетрадка, дома си имам шкрабаници, баш така. И доја некој наплив безвезен. Почнам да се снимам сега. Усред и тоа што некош не можам да разберам што сум напишал. Али си шкрабам и ми дава Пере, ми се свиѓа, све супер, викам Пере, може да се измешам, викам да тргнем да направам. Може бе, вика тата, што мислиш тоа? Ти ќе испееш, вика како ти се свиѓа? Тебе така, вика не. И почетокот е на Пере, средината на Джамбас, крајот е мој. Тоа лудило, тројца текстописци на една песна, блесава работа, ама страшен текст. Добро е, да, добро. Страшен текст, затоа што сите вие тројца исто милион километри поминати заедно, дури врати на километраж. Па да, животно искуство. Да. Ама брати многу ситуации, многу концерти, многу најубаво произлегуваат сите за фрканци, на пример и хуморот која правам од ситуации што се десени на масата. И како не? Тука се најголемите со ракија, со чуда, со така. Тука све се доаѓа, значи секакви муабети паѓаат тука. Јас да не имав, малце да ми извинат луѓето, малце поголема количина алкохол во себе на концертот. Ја немаше толку да ми трае мојот дел од концертот, немаше ги враќам 1000 пати ги враќав и пее цела сала и урла и брај. И убавината е таа, ама немаше така да бидам опуштен ако не се подспремив малку. Ние сме јас се подспремам од трема. Знаеш, колку народ има сигурно над 8000. 8000! Да не излазам ја. Како нема да излазам? Ми кажуваше Джама сака. Да. Како нема да? Ле, викам, ако може, не мора да излазам, како бе нема да излезеш, викам. Прво, ја првата кога имам првиот стендап некој настап, значи нормално, друго е телевизија, друго е студио, друго е како некој страшна самата интеракција. Да. И
Од Џамба совет, не регистрира никој првите. Мај научи да не регистрираш. И брат, ти да јас се правам. Теоријата, еден ќе видиш, ако не, ќе ти направи готово цело расположение. Брат, имаш некој натоп на црвен крв. Што пара овој, да. Ти само гледам ја таму, шлюкс! И ти паника да паника. Да. И тоа беше првиот. И првите, да, минута-две, не ги регистрираш и после, знаеш како ја спушаш завезата и полека ја отвараш. И се опушташ. Тоа додека да го научев, ме учеше маестро, да. Искуство е се, брат. Оне од дете од 7 години на телевизија. Ни ја покажа сликата. 78 ја виде таа со календарот. Ни ја покажа. Да, бе. На Чичко Џамбас. И вака ја врти, да ја врти и вика Пере 78 е роден. Вика, види календар со мене има. Да. Нема ја покажа дека, брат. Абе, она е икона, она е за Македонија. И брат, моја гордост е и да не кажам почестен сум што сум можел да се дружам со такви луѓе, да растам, што и денес кога сме заедно, па еве на некој начин пак и меѓу мене и тебе ни се некои слични луѓе, сите ни се тука заедно. И приметуваш, брат, дека тие, извини сега, у позитивна смисла шљакнати да се дружиме сите. Абе, нормално пати, како будала со будала се препозна. Да, како, сега нема везе, Аца Лукас, како викаше, лоше мрадуе, брат. Така да, си се наоѓаат. Ја најако беше, брат, 2000 година у војска, бевме задна, мислам, предпоследна генерација, 9 месеци војска. И сега, брат... Ја киднав, жими мајка. Тоа на 27 години амнестијата. Татко ми покојниот уште беше жив и сега, нели, завршуваме школа, матура, све и сега ми си иде војска, не ми си иде војска, ми си иде нешто се мислам вака онака. И на татко ми викам, дај бе, кажи тие некои финти од JNA да се правам будала, викам, да не идам во војска. Нема. Понаше се природно, сигурно ќе те врата. Бог да го прости, ала. Синко се знам, уживај, Тереса. Уште една работа ми има кажано. Вика, ти кога ќе искочиш у чаршија, вика, точно знам како те гледа Господи, вика, види се будала што ќе направи. Тоа е, така да опушти се синко. И брат, се редиме, ќе те вратат. У Илинден беб се редиме втора чета, брат, се гледа од еден крај до друг, не првиот и последниот не се гледаат. И тие, таквите како нас, само главите ги гледаме. Ги интересира повеќе. Кој е повеќе? Кај гледа, кај гледаш ти? Утре дента на доручек ние 9 души заедно. Од 300 души од чета, 9 души заедно. Ама тоа е убавината, бе. Не може, не сме сите, ја секогаш кажувам и на децава мои, не очекувате, не сме сите од иста јајце клетка. Да. Имаш вакви, имаш нервозни, имаш смирени, имаш индиферентни, имаш сконцентрирани, луѓе не сконцентрирани. Тоа е. Ја пишав, нели, сценариото за филмот, тоа што го правам, го спремам, го пишав, го напишав се, брат. Храбро многу тоа, алал ти вера. И тоа исто благодарение на Тони Михајловски шанец со негова помош и правиме се нешто муабет и едно време се, нели, сите совети се драгоцени од луѓе со такво искуство и кам, брат, остави го ке сташе, па ке смениш нешто. Дури да нема толкова искуство, да знаеш некои луѓе што се како да кажам, по страна не инволвирани, знаат многу добри совети, да приметуваат грешки. Така, и он ми вика, нема ги видим. Вика, брат, нека сташе, остави го 5-6 месеца, па ќе ти текне, ке смениш лик, место, ова, она, све тоа. И умеѓу време почнам да пишувам некој као книга, филм, сценарио, нешто, не знам што пишувам нешто. Да. И викам, брат, види што сум напишал, му пишувам, му праќам пораката. Ова е знак на старост. Идеме! Гарант Џамбас мемуари изведи. Ама не бъде нешто така, нешто, ама болни психички некои така. Па и Тони е така подминати години. Узрели години. Ако узрели подминати. И ти си подминати години, да вижте се. Обелен напред. Обелен, брат. Така со братичета. Се. И му вика, знак на старост, брат. Толку, братче. Со нешто ми фркну глава, нешто седнам, пишам, нели? Супер е тоа. И вика, знак на... И викам, брат, ова ти фаќа ли око нешто? Реално се сведа. Оу, брат, да. Викам, што? Знак на старост. Иди у ти. Кај иди, бе, брат. И вика, тоа е. Не знам, брат, зошто не остануваат песните подолго како што беа порано? Дали било бело дugme, дали рибјат чорба. Хиперпродукција, брат. Сега имаш хиперпродукција. Сега види колку и ние да не сакаме, има програми. Се смејам, ја син ми малиот вика, тата, ја ги ти направам песна, како имаш, сега ги чуеш,
програми, бе, ги симнал програма вчера од компјутер, пам, ја прави. И сега ние се бориме со, бе, сакам лајф инструмент, бе, сакам бубањ да чуем, гитара да чуем, бас да чуем, па и грешка некоја. Јас во Пестрага, песната, во саксофонот има еден пат грешка да се коригира на крај на песната. Каква корекција, шмек дава. Ова дава шмек. Од високо ти паѓа саксо. Не го пипај ова, ме разбираш? Ама ние сме таа генерација. И сега не можеме да им судиме на новиве деца. Знам, ама не можеме да им судиме, мора го прифатиме и новото време. Зашто бе брат не седне да земе гитара, да отсвири нешто, да научи брат? Не му интересно. Нели, некако го бират секојаш полесниот пат брат. И ама и е полесен денес. А зашто? Ама брат, има и он може да седне да ги направи зборовите, да ги смисли. Подобро му е. Знаеш, јас сум гледал таа програма, ти нафрлуваш зборови, брат. Брзо живеат. Да. И сега он треба ти да седне, да мисли на тоа, треба да легне да заспие, па ќе стане од 3 саца време, па ќе запише нешто. Ти како викаш сега пишувам, се снимам. Све е тоа ново, дојдено време. Ме разбираш? Да, ама квалитетот, брат, се... квалитетот и душата ја немаат. Свати како сакаш 45-ката ваша, не може да ни една песна се спори. Верувај ми, ќе кажат новите генерации за тој квалитет. Ние не го препознаваме. Ама чуден. Зашо бе брат? Еве на Чорба или на било кој хитовите на Плави оркестри денеска се пеат како твојата што се пее, твоите не твојата него на нокаут брат. Не само тоа, пази. Твоите песни на нокаут веќе се свират и на свадби некои син ми малиот 12 години, сега у јули 13 ки полни. Кој јули извини? Ми вика 25-ти. До, мојата ќерка 24-ти. Па нека се земат. Па нека да. Мато ви ке ми ми соопшти некоја ке ми И сега вика, тато бе, ова, он ми вади песна. Ова твоја е? Викам, леле, пред 1000 години моја. Ве знаеш дека ја сакаат другари мои ми ја пуштија. Ме разбираш? Не, од стар албум, да не ти кажам од кога песни ми вадат. И твоите, значи порано немаше тоа. Сега твоите хитови на нокаут, некои песни од Џамбас. Дури јас сум ја слушал на една журка, знаеш како ја пеа, сега исто е добар хит. Маријана и Росана што го правеа Ако не исчезнам, ако... Како не, јас снимив со Кристина Арнаудова дует еден, таа песна ми се чини. Преубава песна. Да, бе, како значи, не. Тоа е исто безвременски хит. Направивме, бе. Да. И па тоа сакам да кажам, гледаш, и после многу години, исто иначе и Маријана Росана се од Куманово. Браво. Седеа над мене 2 згради, така да. И значи безвременски хит, кога и да се ќе видиме, може ќе се враќаат назад. Сега гледаш има ремейкови, стари песни вадат. Многу брат нема ништо ново. Многу ретко има ново. Се ти гледај или го ремейк му прават на Том Джонс, на Френк Синатра, на од 80-тите на на Guns N' Roses, на Металика. Ги оживуваат пак песните, што е супер. Окей, ама нели што викаш може после 30 години и оваа денеска што е нешто ќе искочи. Сигурно. Друга динамика имаат, бе, деца да се научени на друга динамика, не знам како да кажам. Ние не можеме да се носиме веќе со нив. Брат, сега ќе ти кажам. И технолошки и секако не може да се носиш веќе. И генетски брат. Ќе ти кажам една разлика. Шазам. Ја го открив Шазам како апликација пред година дена. Разбираш? Жими мајка ја како која беше оваа песна и малиот како која Шазам. Еве ти оваа. Разбираш, не знаеш ја прочита кој е, еве ти оваа песна. Што е ова бе Шазам ми вика бе. Дај симни. Нати го мобилниот симни ми го. Да, спушти ме. Па и не знам ни тоа брат. Ја затоа Никола и Даре, значи ние како тим функционираме се побрзо. Да, ние како тим функционираме добро затоа што секој си знае својата работа. И се разбира. Ова е може најбољата камера. Појма неам. Значи, некојаш ја го разбирам или Даре или Никола, што окей, брат, знаеш колку добро. Он го живее тоа, го сака тоа. Брат, жабе ми збориш. Да, бе, да. Не може да ти кажеш, окей е све, Исто. ама и генетиката се менува. Сега брат ќе ти кажам, јас имам ќерка 23 години, иначе сум дедо, имам внук, брат, замисли. 45, што е ова Куманово? Што се Куманово? Браво. Внук и он се вика Милош. И ќерка ми најстарата, што била на 14 години, најмалата сега што има 6 години, е тоа ниво сега. Гледаш. Значи, како лета време, како брат, некои муабети ми кажува што, например, ние не сме ги спомнале дома за да ги избори. Све имено дохват. Сега, и не го потребува глуп контекст, него точно кај што му е местото на зборот го потребува. И сега, брат, седеме и јадеме и правиш,
Па како, ама гледаш после викаат абе технологијата го не знам. Не е точно, ги унапредува деца. Се злоупотребува, не дека по и наше време се злоупотребувало. Што се не? Бакосот, Кока-кола и Абе, црвено што се вино. не еди, какви глупости имаме правиме, се им се смешни на новите генерации, ама Да, не може да ви кажеме дека ние растоваравме гајби со праски за да извадиме 400 денари да им чаше разбира, вече. како не. Краставици береме у клечовци. што се, ја на Квантешки им продавам. Мајка е Обрква најубави моменти. Абе како не само најубави моменти, го пари прави, бе, пари прави. Да. Имаше еден момент кај нас имаше у Куманово сокара. Првата приватна сокара, човекот имаше кеш увек направи сокара и ние брат цело лето лепевме етикети со лепак за тапети. Имаше татко ми полицаец, имаше карикирам 12.000 плата, 400 марки взимаше плата. Еден дома со 3.000 денари. Одма, газда си. Кошо ти на тебе Да, газда. Јас сеќавам еднаш, Копелј бев, многу бев Копелј. Ама чакрите ми работеа за бизнис, за работа, односно бев у главата со комбинации. Едно другарче имав, и да не именувам сега, татко му беше на голема функција во една фирма. Так. А имав еден другар што носеше тогаш за почетоците од Кина, влечкаше некои глупости, дигитрончиња, калкулатори. Викам, бе, ваков да купите. Вика, че на татко ми ги му покажам. Го покажа, вика, сакам, колку? 2000 комада. 2000 комада. Вика, немој ме зезнеш, човек, све што имам и ќе се позајмам од све што познавам, за да ги увезам, да ги донесам, рече, копилјаци бевме. Не ме вика, што ќе ти дадат документ, вика, дека им треба нарачка да направиш. Го правам тој дил. 3-4 другари, пуни бродови пари правим. Станувам едно, уствари, ме станува, татко имаше 2 метра човек, голем. Едно са бајле, на недела беше, само осеќам рака огромна, бам, ме дига ко куче и ме фрла од дневна. Со фиоката извадена со пари. Што Окај мене од соба. Кажувај сега да се јавувам да те вадам полиција и молици, зашто ме вадиш? Од кај овие пари? Чекај ги ти објаснам. Немој да ме лажеш. Те треснам од земја, вика, ја ќе те однесам. Не, и му објаснувам. Вика, ти не си нормален. После многу пари за тебе. Не смеш да ги пипаш ти, вика. Знаеш, друг ше бевме воспитувани. Ја како дете игравме фудбал, електроди, брат. Заварување ние деца, од кај знаеш што е електроди. Ја гледам, нели, пошто порано немаше стативи, 2 камена, ранецот и јакната, и така беше. Најдебелиот бранеше. Да беше го поминат. Да беше го поминат, брат. На пример, ако не му добацуваш на тој што е топката, ја зима топката и си оди дома и нема играње фудбал. И играш, и чекај да му добаци. Ти од наше време ги викавме Не е тоа сексуално, него душа, бате веќе. И брат, сега зимаме, и ја не сум ни видел. Со јакната уранец, дома. Татко ми полицаец, брат, од Југославија, саветна милиција. Само вака гледа, ја така. Се му беше јасно. Зима ранецот, што е ова? Викам, книги? А лажеш? Ајде. Ако се научи да лажеш. Електроди, бе, брат. Леле, тоа, доживљај. Да ги вратиш. Значи, ќутек ми лупа, ги враќам електродите, се враќам, ќутек ми лупа, зашто сум ги земал. Да, бе, да. И крај, братче. Ама поубаво време беше. Други, за нас да. За новите деца не. Знаеш ти, до новите деца да го удриш, зашто да ми удриш? Ти врзам една, бе, како да ми врзиш една, шо сгрешиш? Шо сгрешиш? Полемизира, кажи ми шо сгрешиш, ќе го коригирам. Ти викам, еве, ова малата 6 години и се обидува да се објаснува со тебе. Ама чекај тато, јас да ти објаснам. Супер е тоа. Кај се смел на татко ми само веѓата, брат, ја прави вака. Другаче е било, брат. Ама ние живеевме во едно, како викавме, сивило, све беше сиво. Све и гардероба, и бетон. Све беше сиво, разградите беа сиви. Уил, некој комана уште се сиви тие, кажи. Ме разјаваме гардероба и све не беше сива, патики сиви купувавме. Имаше фармерки чемперси, 500 кец, тоа беа све. 500 кец беше чудо, че после ми скочат Симот купувавме, не знаеме се чудевме што се. Какви Nike, какви Adidas, какви, ја памтам едно време, брат, кафе се шверцуваше. Како мислиш? Марките, абе, лименките, сеќавме лименките за пенкала овакво да има. Роботи од пакли. Покрај автопат идевме, собиравме лименки. Брат, го памтам повозрастите од мене, значи флиперите со ластици. Ти текна ние гумени со штипки две и лагер. И 5 денари да играш. Брик направи флипер, пови 5 денари да играш. Па се снаоѓавме, гледа,
тогаш, Да, разбираш, ама сега- по-убаво беше, бе. Сега други времења нема, ако ги прашаш сега да им кажеш на деца, ти кажеш што се правеле бе? Вие да сте нормални биле. Да, бе, они не знаат. Они да ги тргнат сега мобилните телефони. Да. Пола живот им застанува нив. Да. И затоа не може никој да затргне мобилен телефон. Ме сваќаш, нема глобално. Замисли нешто тако се глобално некоја катастрофа. Нема да се шанси деси. теоретски, нема како да се деси. Што да му Све е заштитено, све е направено, све со да, бекап и да, некој со. Да. Тоа е други генерации. И мора да се адаптираме ние кон нив, за да можеме да ги разбираме. Пошто вака има проблем. Судир да. Имам другари што имаат, например, 50 години, првиот си ми е 26 години, значи не е близко сме се разбираме. Дури него не можам некојаш да икс работа го разберам. Малиов веќе на 13 години се разминуваме. Керка ми 7, ќе се разминеме, Господ знае колку пат. Еве, јас ова 6. И мора да не Ова мора да се учиш. уште по. Да. Мора да учиш, мора да знаеш, мора да знаеш што е. Брека лек танци вагам наму води. Се живо мора да брат, знаеш, што е човек, за да ги стачна, брат? пратиш. За да А ги овој пратиш. малиот, па бетериот не се сега. Да, бе. И он сега, знаеш, мило ми е што сакат да дебатираат, да знаат све, Супер е. ама овој малиот брат уште си зима сила, брат, он. И он вика, научи. да, ама сакам да кажам, уште побистро размислува од Ако. И како иде следната генерација, све побистро и побистро. Да, затоа викам, ние место да тапкаме уместо за жал или за среќа, ама сега ќе се умориме, знаеш, за 10 Да, не години, можеме да ги ќе ни се смачи нас да сега ќе учам ново, ќе учам Шазам, што е или не знам, апликација ваква или онаква. Евгенијата и Абе, јас знам такси да си викнам да се јавиш, ало, што за тоа кој за колку да. Господине, ќе ви стигне порака. Ја, супер. Идам со другар, слушај, најако пред 2 години одих у Париз, Диснейленд ги носиме децава и тој ми е постар од мене 2 години, ама е технологичкал фрик од дете, значи он цел живот, он Тоа. све ова што ново стига го видел уште тогаш, што ја сум го гледал, разбираш. И седиме пиеме кафе, викаме многу луѓе сме, викам комбе ги ни треба, ќерка ми малечка беше со количка и викам ќе ни заспие, вика не се кири. Тук. За 5 минути стига. Ај сметка да порачаме. Што стига бе? Таксито бе. Бе човек со дет комбе порача. Значи ни да се јави, ни да ова, ни да ништо е так кликнува си бе. Викам да платиме, платено е бе све онлайн, така све платиме. Јас брат сум идиот. Ја кеш пари од джепот што носам. Шуштеќа монета, Да. Да некаде зашушка. Да бе да избројам ја па Тука да ги видам, брат, ја така да стај. Не, ама мора да научиме да се адаптираме ние. Брек, брату, фала што беше мој гост. Да сте ми живи и здрави, фала на покана, стварно убаво си поминав, летна ова, брат. Да време, значи помина, брат. Нова сезона ќе ни бидеш падраг гост и ќе Обавезно, биде мило пак да дојдеш и сега Никола вајда ќе побуду. А вие доколку сакате да гледате што се случуваше во целиот подкаст, ударете subscribe и кликнете на линкот. Yes!